Во моето претходно видео спомнав 3 работи за брзо отстранување на болките во телото. Првата работа беше пиење на природни таблети и инјекции. Втората работа беше масажа за отстранување на болките. И третата работа беше механичко надворешно отстранување на болките, кое се прави кај нас во ортошус, со преглед и прецизна анализа на стапалата и телото. Но важно е да се знае дека првите 2 работи не го решаваат трајно проблемот, туку привремено ги отстрануваат болките. Кога ќе помине дејството на таблетите, инјекциите и масажата, болките повторно се појавуваат. Тоа не е трајно решение. Затоа што вистинската причина не е отстранета. Но тоа не значи сега да избегнуваме природни таблети, мислам на суплементи. Не треба да избегнуваме ни масажа. Зошто? Затоа што тоа е важно за целокупното здравје на нашиот организам. Сега некој ќе каже зошто морам да пием суплементи кога имам овошје, зеленчук и можам здраво да се хранам. Еве еден пример. На човек му се потребни околу 80 до 100 мг С витамин дневно за да се задоволи неговата потреба. За да ја задоволи потребата на организмот. Значи потребно е дневно да јадеме 2 до 3 лимони за да ја задоволиме дневната потреба од С витамин. Или за да ја задоволиме дневната потреба од калциум и К витамин, потребно е да изедеме 2 кг брокола дневно за да ја задоволиме дневната потреба од калциум и К витамин. Но кога телото е под стрес, кога има воспалителни процеси, кога има болки, потребна е многу поголема количина од вакви минерали и витамини за да го доведеме телото во рамнотежа. И затоа треба редовно да конзумираме вакви суплементи за да го одржуваме нашето тело здраво, добро да функционираме. Исто така, 2 пати во годината треба да правиме масажа за да го одржуваме телото здраво. Во светот има многу луѓе кои се високо свесни и си прават масажа 2 пати во годината и сите тие со кои сум разговарал велат дека се чувствуваат многу подобро и дека болките не им се враќаат кои претходно ги имали. Токму затоа во претходното видео спомнав дека е потребен холистички пристап за отстранување на болките. Зошто само со холистички пристап и механичко отстранување на болките ќе го доведеме телото во природна рамнотежа, болките можат трајно да се елиминираат, а телото повторно да се доведе во рамнотежа и благосостојба. Што значи зборот холистички? Грчкиот збор холос на македонски значи целина. Холистички пристап значи да го гледаме телото како една целина, а не само болното место. Тоа значи дека секој дел од телото е поврзан. Стапалата со колената, колената со крлицата, рбето од мускулите, нервниот систем, крвотокот и психата. Ако еден дел се одземе, тогаш страда цело тело. Кога чувствувате болки во коленото, вие не се чувствувате добро. Не ви е убаво. Кога ве боли некој дел од телото, повторно не се чувствувате убаво, не ви е добро, не можете да работите. Затоа е важен холистички пристап. Доколку сакаме да ги елиминираме болките од телото и да се чувствуваме добро, да го користиме тој холистички пристап. Тоа можеме и самите да го правиме. Се почнува од нашата мисла. Да разбереме дека холистичкиот пристап не е само додека ги имаме болките. Тоа е начин на живот. Потребно е да станеме високо свесни дека здравието е наша одговорност. Да станеме свесни и да почнеме да го одржуваме нашето ментално здравје прво, потоа да се храниме здраво
да имаме редовна физичка активност, да користиме механичка заштита и секако масажите останува корисна за циркулација и опуштање. Едноставно кажано, потребно е да го смениме нашиот животен стил, да сватиме дека можеби болките и болестите сами си ги создаваме од нашите мисли, затоа што мислата, кога е негативна, создава лоша хемија во нашето тело. Таа лоша хемија создава лоши емоции, а нашето тело ги меморира тие емоции и тогаш чувствуваме болки. Тоа е многу интересно, но тоа денес е научно докажано дека е така. Потребно е да ја зголемиме свесноста, зашто без неа болките и болестите повторно ќе се вратат. Здравието бара континуирано одржување, постојаност и посветеност.